Добро, почитувани граѓани, почитувани медиуми, аферата мафија има нов продолжеток. До сега видовме дека Министерството за внатрешни работи на Спасовски Заев издало македонски пасоши со лажни идентитети на лица членови од српската мафија, црногорската, италијанската, шпанската, турската мафија и многу други. Но овде овој скандал со аферата мафија не завршува. За жал, имаме информации дека македонски пасош, издаден од Министерството за внатрешни работи во 2018 година, има и косовскиот државјанин Фитим Дема, член на радикалната терористичка група ИСИС. Тој бил баран со потерница од Приштинскиот суд за одлежување на затворска казна, но на непознат начин успеал да стигне во Македонија и од Македонија да добие македонска патна исправа со лажен идентитет. Давањето на македонски пасоши на лица, припадници на ИСИС, како терористичка организација, не само што ја загрозува безбедноста на Македонија и регионот, туку ги загрозува и интересите на сите земји членки на НАТО и на Европската Унија. Ваквото делување не можело да помине без знаење на највисоките раководни структури во МВР. Според нашите информации, Спасовски и Министерството за внатрешни работи овозможиле да се крадат идентитети за да се даваат вакви пасоши на лица кои што се борци во Сирија, членови на терористичката група ИСИС. Во февруари 2019 година на пристаништето во Валона бил уапсен Фитим Дема, косовски државјанин, кој што бил уапсен со македонска патна исправа. Инаку во Сирија бил познат како еден од најблиските соработници на Јавдрим Мухаџери, еден од најпознатите членови на ИСИС и на оваа терористичка организација од регионот. Фитим Дема бил баран за издржување на затворска казна за учество во терористичка група и учество во странска војска од страна на судот во Приштина. Во март 2018 година им побегнал на косовските власти и во 2018 година исто така успеал да извади македонски пасош со лажен идентитет, зашто сметаме дека не можело да се случи само со знаење на шалтерски работници, морало некој и од повисоките раководни структури да му овозможил на овој терорист од регионот, кој што учествувал во борбите во Сирија, да добие македонски пасош. Откако добил македонски пасош, намерата му била со трајект преку Валона да замине за Бриндизи во Италија и тогаш, благодарение на препознавањето од страна на граничната полиција на Албанија, е уапсен и е констатирано дека има македонска патна исправа, зашто албанските медиуми многу надолго и нашироко пишуваа во текот на 2019 година, така што дури и во 2018 година министерот за внатрешни Спасовски да не знаел за издавањето на пасош на овој терорист, можел преку јавно достапни информации да го дознае тоа во 2019 година. Да го подсетиме министерот дека во 2018 година, кога Фитим Дема, терористот од ИСИС, добива македонски пасош, министер е Оливер Спасовски, за да не се збуни да не наведе друг министер во тоа време. Исто така во 2019 година министер за внатрешни работи е Оливер Спасовски, кога албанските медиуми наголемо пишуваат дека е уапсен Фитим Дема, терорист од ИСИС, кој што поседува македонска патна исправа. Во нормална држава ќе се броја часовите или деновите кога министерот за внатрешни работи после ваков еден голем скандал ќе си поднесеше оставка, но во Македонија гледаме дека наместо одговорност за скандалот мафија, испаѓа дека мафијата си има своја држава и никој не поднесува одговорност. Сметаме дека сите оние театри кои што се прават со заплени на путер и некаква си бледа корупција се погазени со оваа афера мафија, каде што
македонски пасоши со украден идентитет од македонските граѓани, добивале светски убици, мафијаши, наркобосови, терористи и луѓе познати со трговија со дрога. Затоа сметаме дека мафијата на Спасовски Заев ја претворила Македонија во логистички центар, во сива зона, каде што сите оние кои што имале намера да му избегаат на Интерпол или на нивните држави каде што биле барани со потерници, нашле не само прибежиште, туку и бесплатна, патна, лажна исправа за да можат да се заштитат. Затоа, почитувани граѓани, нашиот апел е што побрзо оставка од страна на министерот за внатрешни работи, бидејќи издавање на македонски пасоши на познати терористи, членови на ИСИС, ја загрозува безбедноста на Македонија, безбедноста на регионот и е спротивно на безбедносните интереси на членките на НАТО и на Европската Унија. Овој скандал мора да заврши не само со кривична, туку и со политичка одговорност. Благодарам.